Има најмногу настапи од сите наши репрезентативци на бисерот, скупно 16, 10 пати победувал, 5 пати го освојувал трофеот. Почеток на борбата. Секогаш се почнува од оваа неутрална позиција. Да видиме сега како ќе се одвива борбата. На почеток нормално тактизирање, испитување на силите, да видиме кој прв ќе тргне во напад. И ова е уште еден церемонијал. Санев, познатиот судија, се разделува од судењето и тој долго време беше присутен на душеците, особено во нашата држава. Беше присутен на сите надпревари, еве честитки од неговите колеги. Добива подароци, добива таму веројатно едно шише вино, но за овие 20 на суди тоа ќе биде малку, ќе треба или тој или тие убаво да го почестат по завршувањето на турнирот. И сега одиме натаму, еве мал преки на почетокот, борбата продолжува. Мина само 12 секунди и еве го продолжувањето од мечот во категоријата до 57 килограми. Ова е најлесната категорија. Во минатото најлесната беше 48, потоа 52, па 56. Во тие категории Шабан Трстена беше неколку години неприкосновен во светот. И поен за Джордж Рам од Велика Британија, ја избегнуваше борбата Реджепи и во ваква ситуација, кога бега од централниот дел на душекот, противникот добива поен, а сега добива 2 поени, затоа што дојде зад противникот и кога противникот е со двете колена на душекот, тогаш се доделуваат поени, ако не е притиснат целосно на душекот, тогаш нема поени. Значи, водство на Рам 30:0, па вака и јас се враќам сега по подолго време по прекинот на коментирање на борење, на тие правила и на она што сум го говорил некогаш и од олимпијадите, и од европските првенства, и од клубските европски првенства, и од светските првенства, и од европските првенства, за бисерите да не говорам. Еве, повторно сега има шанса за 2 поена, да видиме дали ќе ги има. Дава отпор Реджепи и дали со двете колена конечно ќе биде положен на душекот, да видиме. И еве го тој момент, добива 2 поена противникот, изголемува водството на 5:0. Половина од борбата во првата рунда. Реджепи настојува да се извлече некако од оваа позиција, но судијата ја прекинува акцијата, бидејќи почувства и тој и немаше излез од таа акција. Продолжува борбата. Британецот тактички одлично ја води борбата, чека момент за напад. Дали повторно ќе изведе низок напад со влез во нозе и брзо свартување за да дојде зад Реджепи. Реджепи нема што да тактизира, треба нешто да преземе. Еве тоа што го говорев се случува, влегува со низок напад во нозете и освојува нови 2 поена, поведува со 7:0. Во салата се повеќе гледачи, сега веќе ова личи на Штип и Штипјани кои се меракли за борењето. Девет спрема 0. Ако стигне до 10, има прекин на борбата и се смета дека е тоа победа со технички туш. Прекината е борбата. Уште 10 секунди до крајот од првата рунда.
Во овој момент завршува првиот период од борбата со водство на британецот од 9:0. Реков, салата се исполнува и личи ова на Штипјани. А да кажам дека Штип беше првиот град во кој што почна организирано да се тренира борењето. Го гледате Вранезе со својот пулен. Почна да се тренира борењето благодарејќи на Ристо Таков, кој потекнува од егејскиот дел на Македонија, долго време живееше во Полска. Таму беше младински првак на таа земја и во 1956 кога нашите се враќаа и кога беа раселени низ целиот свет, си доаѓаа дома, меѓу нив беше и Ристо Таков, и тој кога дојде во Штип формираше борешка школа со околу 100 деца и така тргна организираното борење во Македонија, па да го запаметите и овој повдаток. 1957 година. Ристо Таков, творец на македонското слободно борење. Тактизира сега Реджепи, гледа да мине времето, но I like it. It's mine. The prices blow my mind. I feel so... дали ќе се одбрани? Брзо реагира британецот. Изминува првата минута од вториот период на борбата. Бара активна борба судијата од нашиот репрезентативец. Нема решение Реджепи, добро се брани и брзо реагира кога Реджепи оди во напад, брзо реагира британецот. Сега како да се подготвува за нов влез, тоа се чувствува, дали ќе биде изведен, еве го тој момент и ги освојува двата поена и ова е крај на борбата. 11 поени разлика, кога ќе се направат 10 поени разлика, борбата се прекинува и тогаш оној што ги освоил поените победува со технички туш.